Калиопе, најавивме 3 концерти, еден во ноември и 2 во декември. Кои се вашите очекувања? Едниот е веќе распродаден, а двата се уште се во продажба. Кои се очекувањата од овеку? Па и другите два се веќе пред распродавање. Ние веќе размислувавме одамна на четврт. Веројатно може да има и пети, но чекавме термин за во Македонска филхармонија, бидејќи тоа е во моментот единствената сала која што може да одговори на сите наши потреби поврзани со овој акустичен концерт кој што сега го правиме. Очекувања, сакам само публиката да биде среќна, да во тие 2 часа на тоа наше музичко патување ќе ги преселам од еден период во друг, во трет. Има изненадувања кои што навистина ќе позитивно ќе ги вознемири, но во секој случај очекувам да им биде убаво и да излезат среќни од Македонската филхармонија после завршувањето на концертот. Публиката ве чувствува за особено блиска, што е она што ве поврзува со публиката? Па јас сум нивна, тие тоа го знаат, бидејќи нема ништо неприродно меѓу нас, се едноставно жива материја, почнувајќи од тоа која сум, каква сум, како се однесувам со моите луѓе, со мојата публика, каква е мојата музика, на кој начин им ја представувам, во смисла ми ја доближувам, заради тоа што се сложено во таа интерпретација, почнувајќи од студиските снимки, па потоа до тие живи исполнувања, во живо се разбира, живи исполнувања, ој ќе си го запаметам. Ама најважно е тоа дека едноставно не врзува доверба. Ајде тоа да го наречам како една доверба. Тие знаат дека јас никогаш не би ги изневерила ниту во човечки аспект, ниту во музички аспект. Калиопе, што е нешто ќе биде представено на репертуарот на концертите? Ќе имаме ли некоја нова песна или ќе имаме и стари хитови? Ќе речам само, ќе има моменти кои што досега одамна публиката не ги слушнала на моите концерти. Има еден момент кој што сум сигурна дека многу ќе ги израдува, ама се тоа го држиме во тајност, бидејќи сметаме дека знаете како, кога одете премиерно да гледате некој добар филм во кино, не знаете што ве очекува таму, така и концертот. Сакам секој мој концерт да биде едно посебно доживување за нив. Како се подготвувате пред настап? Имате ли некој ритуал или момент на тишина? Па таков момент го немало за цела моја кариера. Момент на тишина е единствен момент оној пред да излезам на сцена. Имаме еден така симпатичен ритуал со моите музичари од бендот. Ние едноставно правиме еден круг, се прегрнуваме сите и го назначуваме градот во кој што свириме и велиме вечерва, например, за Скопје. Каде и да сме, ако сме во Белград, за Белград и така натаму. Ама тоа не е една така, да речам, еден момент кој што може би спонтано јас самата го искреирав и сега веќе ние како ритуал. Зад вас стојат бројни хитови, но дали има песна што ве опишува самата вас како личност, како човек? Да, и не ја направив јас, тука ја направи Рома. Тоа е песмата Вучица, во каде што комплетно сум јас. Значи, ме има пресликано. И во тој момент сватив дека кога почнавме да изведуваме на концерти, дека има многу волчици. Не сум единствена, ги има многу. Многу млади генерации се обидуваат да направат музичка кариера како жена, како артист со искуство. Што е она што им недостасува на младите генерации според вас? Па, првенствено им недостасува време во кое што јас израснав. Време многу поискрено од денешново, време многу почесно од денешново. Време во кое што се знаеше прав систем, имаше прав систем на вредности.
Секој човек си ја знаеше својата улога и задача, сите посветено работеа на тоа и секако уште кога ќе се насетеше кај некој дека постои талент, се вложуваше во него и внимание и секако школа да се едуцира, да порасне на начин. Тоа е еден голем процес, ама сега пак постои ова друго ама, дека ние живееме во ова време во кое што живееме. Тука веќе владеат други правила и мислам дека би било многу фрустрирачки јас сега да зборувам за моето време како било некогаш до ден денес, бидејќи ова е мое време. Јас се уште сум активна, така да најверојатно само им требаат прави луѓе. Толку ќе речем, вистинските луѓе во правиот момент. Ако би имале можност да ја кажете нешто на младата Калиопе, што би било тоа? Добро е јунак, издржа и остана доследна на се она што си го зацрта како свој детски сон, го оствари и го живееш се уште. Тоа би ја рекла, добро е Опи, пошто сите ме вика Опи како кога бев мала. Калиопе, што ја предизвикува вашата насмевка посебно? Луѓето, убавата енергија, добрината кај нив, топлината, доволно едно добар ден на улица и веќе сум таја. Не е потребно многу. Пред самиот крај на нашиот разговор, која мисла ве води во животот и кога жената исполнет? Првенствено ме води мислата дека се мора да се издржи. Се мора човек да биде доследен и да истрае до крај во сите моменти, без обзлет на тоа дали се добри или лоши. И жената е кога исполнета или кога? Кога исполнета? Па веројатно кога е сакана и кога таа љубов и се покажува на вистински начин како што не е најдобро ќе ја добре. И за крај на нашиот разговор, кога би имале можност да напишете за некого песна, за кој уметник би било тоа, особено од млади? За младиве? Кај нас или општо? Не сум размислувала на ова прашање. Ќе размислам добро и во следно наше интервју ќе ти кажам. Веројатно тој што прв ќе ме праша, на тој ќе му напишам песма, да. Калиопе, ви благодарам, ви посакуваме успешни концерти и се гледаме веќе на првиот концерт. Да, ме исто така. Кажи дали сам